Политичката криза која ги блокира владините кампањи и финансирањето по тој основ на телевизиите од јули минатата година, како и ограничениот медиумски пазар кој доведува до финансиски вакуум, беа суштинската причина за состанокот на собствениците на регионалните и локалните телевизии кој вчера се одржа во Тетово. И покрај најавата на организаторите ТВ КИС и ТВ Коха, на состанокот не присуствуваа представници на Европската унија и на ОПСЕ. Поради постоење на здружение на приватни медиуми, присутните заклучија дека нема потреба од формирање ново и дека ќе се направат контакти за приклучување кон истото. Во меѓувреме, задолжени се стручни лица да дефинираат законски решенија од аспект на интересите и работата на локалните и регионалните телевизии, кои ќе влезат во законската регулатива, која е во постапка на измени и донесување. Воопшто во сите сфери, значи на делување на медиумите, состојбата е полоша, значи не е таква каква што била претходно. Зошто? Ова се должи на повеќе факти заради тоа што се зголемени трошоците, односно давачките за дозволата за работење. Таа и оваа година е зголемена за од прилика 120-130 илјади денари, зависно во кој регион сте, заради зголемување на бруто националниот производ, кој што влегува во формулата за пресметка на концесијата. Потоа големите давачки за операторот кој што ги емитува терестријално телевизиите на регионално ниво и со оглед на целата економска состојба во која што се наоѓаат телевизиите, слабиот маркетинг на локално и регионално ниво, навистина и големите трошоци пред се за производство на програма, за техничка опременост, мислам дека тоа се главните фактори кои што прават да биде се потешко работењето и екзистенцијата на овие телевизии. Представниците на телевизиите се договорија да ангажираат правно лице адвокат кој ќе ги проанализира тарифите кон Агенцијата за аудиовизуелни медиумски услуги, ЗАМП и другите здруженија, за прецизно да се утврди што и по која цена се плаќа. Со цел да ги остварат своите права и да действуваат организирано, собствениците на телевизиите ќе побараат канцеларија во Стопанска комора на Македонија, во која ќе се одржуваат состаноци и пресконференции. Предуслов за успешно работење на здружението е во најскоро време да се организира собрание на собствениците на медиуми за да се дефинираат приоритетите во актуелната ситуација.